Карневалските свечености во Струмица годинава ќе се одржат од 18 до 25 февруари. Од општина Струмица и Карневалскиот одбор најавуваат богата програма со дел од традиционалните, но и бројни нови содржини. Според градоначалникот Петар Јанков, Струмичкиот карневал е настан што ги сплотува граѓаните, привлекува гости и афирмира Струмица како град на културата и креативноста. И токму затоа, од новиот организационен одбор очекува свеж пристап, квалитетна програма и поголема видливост на карневалот во земјата и надвор од неа. Како и нивните претходници, така и сегашните, ова година пристапија со големо внимание и одговорност во подготовките. Затоа струмичката јавност очекува нивната работа да донесе свеж пристап и квалитетна програма, да донесе уште поголема видливост на карнавалот во земјата и надвор од неа. Со заедничка работа, посветеност и љубов кон традицијата, општина Струмица и оваа година ќе продолжи да јакне Струмичкиот карнавал како настан кој не обединува и со гордост ја представува Струмица во светот. Главната карнавалска вечер е закажана за 21 февруари, кога според најавите од организациониот одбор ќе продефилираат голем број карнавалски групи од земјата и од странство. Пријавувањето за учество на домашните карнавалски групи трае до 5 февруари, додека за странските рокот е до 15 февруари. Интересно е бидејќи имаме нови карнавалски групи кои што тие туку што допрво се пријавуваат на карнавалот и тоа е за голем поздрав бидејќи гледаме дека струмичани сакаат да се маскираат и уште подобро е бидејќи тие се од Струмица луѓе. А од интернационалните маски, тоест од маските од другите земји, ќе имаме исто така гости, се уште немаме конкретна бројка, бидејќи се уште е во тек тие пријави, така да се надеваме дека во рок на 2 недели најмногу дека ќе имаме веќе официјална бројка. За одржување на годинешното издание на Струмичкиот карневал, планирано е од општинскиот буџет да се издвојат 3,7 милиони денари, а се очекува и дополнителна финансиска поддршка од Министерството за култура и туризам. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.